Имунизацијата против ковид на повозрасното население во Гостивар тече според планираното, оценуваат надлежните. На вакциналниот пункт кој работи секој ден од 8 до 16 часот, досега се вакцинирани околу 300 граѓани. На почетокот дозите беа наменети за највозрасните, над 77 години, а сега, согласно насоките од Министерството за здравство, возрастната граница е спуштена. Во однос на несакани ефекти по примањето вакцина пријавени се 2 случаи со поблаги реакции кои поминале без последици, додека пријави за посериозни проблеми нема. Отприлика околу 300 души до сега се вакцинирани. Прво беше старосната граница над 77 години, но постепено од Министерство за здравство ни јавија и сега веќе можеме да вакцинираме граѓани кои што се заинтересирани или кои што сака да ја примат вакцината AstraZeneca. Ова вакцина ја даваме сега во моментов овдека и над 60 години. До сега не е пријавен ни еден случај на несакана потешка реакција, да кажам. Само околу 2 случаи имавме со блага покачена температура во рок од 24 сати, која што после тоа со примена на аналгетици, поготово парацетамол, да нагласам и тоа треба да се пие, значи се спуштила и после тоа све е во ред. Други несакани реакции до сега, што ми е големо задоволство, значи за нас е ново, не се пријавени. Гостивар во првата тура доби 500 дози вакцина од AstraZeneca и сите термини беа закажани на самиот старт на имунизацијата. Сепак има и примери кога граѓаните не се појавуваат на одредениот термин, па медицинските тимови ги подсетуваат или прават реорганизација за да нема застој во процесот. Поголем број доаѓаат на закажаниот термин, се случува некој да не дојде, но секогаш гледаме да бидеме рационални, затоа што се дозите, значи едно флаконче има 10 дози, да немаме расходи или фрлање на вакцина, да ја искористиме максимално, па знаеме да повикаме по телефон тие пациенти што се закажани наредниот ден или некој што сака да прими вакцина, кој што ги исполнува условите за примање на вакцина. Во спроведувањето на вакцинацијата асистираат тимови на Гостиварскиот Црвен крст, кои се ангажирани околу пополнување на согласноста, задолжителна за секој што доаѓа на вакцина. Документот содржи прашања за евентуални алергиски реакции на лекови, дали лицето моментално има симптоми на ковид, дали прима некоја терапија за постоечка болест и слично.